По скратена постапка, партениците на ВМРО-ДПМН ќе го менуваат законот за јавен ред и мир. Со измените ќе се регулира користењето на пиротехнички средства во затворен простор. Двојно повисоки казни ќе добијат правните и физичките лица кои нема да се придржуваат на правилата за огномет, факелијада и слични приредби на кои се користат експлозивни материи. Се заострува регулацијата за приредување огномет, факелијада и слични приредби на кои се користат експлозивни материи. Се заоструваат и казните за правни и физички лица кои ќе ги прекршат одредбите од овој закон. Дел од казните се двојно повисоки, а за некој законот предвидува и притвор. Преку ова законско решение ги прошируваме и надлежноста на полицијата. Механизам преку кој ќе овозможиме поголема контрола при користење на експлозиви, како и побрзо и поефикасно спроведување на овој закон. Опозицијата пак повторно обвини за селективност во истрагата за Кочанската трагедија. Бараат владата да ги поништи тендерите за анкети и оценка на медиумите и парите да ги пренамени за Кочани. Власта манифестира безчувствителност и расипништво во време кога граѓаните едва и врзуваат крај со крај и се во колективна тага. СДСМ бара почитувани итно поништување на тендерот за софтвер за медиумско влијание и тендерот за анкети. Тие пари, заедно со 400.000 евра предвидени за анкети, да се дадат за помош на семејствата и граѓаните на Кочани. Сега е време за солидарност и одговорност. Од владеачката партија велат дека политиката на СДСМ се сведува на ефтин популизам. Постапката е законски спроведена, а вакви тендери склучувала и владата на СДСМ и е дел од програмата за јавни набавки. И претениците на Европскиот фронт кои обвинуваат за селективна истрага испратиле писмо до Советот на Европа, во кое бараат меѓународни експерти да се вклучат во истрагата. Бараат Советот да испрати независна експертска мисија за проценка на независност на истрагата, да се иницира дебата во парламентарното собрание на Советот на Европа, да се побара мислење од Венецијанската комисија за влијанието врз обвинителството и да биде ангажирано Греко за истрага на политичко влијание врз обвинителските одлуки. За власта ваквите барања се неосновани. Велат има истрага и таа ќе биде неселективна. Од одговорност нема да биде поштеден никој за направениот криминал. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.